Здраво, дечиња! И добре дојдовте! Денес ќе разговараме за некои прекрасни теми. Желби, успех и професии. Се надеваме дека ќе научите нешто ново и ќе се инспирирате да ги следите своите соништа. Ве молам да ни се представите и да ја започнеме нашата 5-та епизода на нашиот подкаст Детски светови. Јас се викам Петар Андоновски, јас имам 9 години и моето хоби е фудбал играње. Јас се викам Ирина Радоешка, имам 9 години и сакам да играм балет. Јас сум Ива Амелија Микулчик, имам 9 години и моето хоби е да играм балет и да свирам на пијано. А сега, што ако имате желба? Желбите може да се исполнат ако верувате во нив и ако вложите напор. Нема ништо лошо во тоа да мечтаете. Може би ќе станете астронаут, доктор или уметник. Желбите ви помагаат да се стремите кон нешто добро и убаво. Кој е твојот најголем сон што сакаш да се оствари? Не сум размислила за тоа, не знам. Јас да бидам фудбалер. Да бидам пијанистка. Ако можеш да побараш едно нешто од звездите, што би било тоа? Да имам маче. Јас да имам куќа. Да имам миленича. Што би направиле ако вашата најголема желба ви се исполни? Пресреќна ќе бидам. Би бил многу среќен. Многу среќна. Желбите се она што не тера да се стремиме кон подобро и да го постигнеме она што го сакаме. Но важно е да се потрудиме и да работиме на нив, бидејќи желбите без напор остануваат само соништа. Кога работиме со љубов и упорност, нашите желби стануваат реалност. Запомни, секоја желба има своја вредност. Се сеќавате ли кога нешто сте направиле за прв пат и сте биле многу горди на себе? Тоа е успех. Успех не е само кога ќе освоите награда. Успех е и кога се трудите и кога ќе научите нешто ново. Што значи за тебе успех? За мене успех е кога нешто ќе направам многу добро. За мене успех значи нешто што ќе постигне многу добро. За мене успех значи кога ја ќе вложам многу труд. Што мислиш? Дали успехот доаѓа лесно или треба да работиме напорно за него? Па треба да се работи. Јас мислам дека треба многу да се работи. Ја мислам дека треба да има многу труд за да се постигне тоа што го сакаш. Кој е твојот најголем успех до сега? Мојот најголем успех до сега е да добијам прва награда на пијано. Мојот најголем успех е да бидам второ место во пливање. Мојот најголем успех е да дам 2 гола во еден надпревар. Успехот не се мери само со награди или признанија, туку со напорите што ги вложуваме, со упорноста да не се откажеме и со љубовта што ја ставаме во се што правиме. Успехот е пат, а не крајна дестинација. Најголем успех е кога учиме од грешките, се подобруваме и ги поддржуваме другите да успеат. Запомни, вистинскиот успех е во тоа да бидете среќни и задоволни од она што сте го постигнале. Сега кога зборуваме за успех, мора да споменеме и за професиите. Постојат толку многу интересни професии. Може би сакате да бидете учител, лекар, музичар или спортист, или пак да бидете истражувач на животни во некоја екзотична земја. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Јас би сакала архитект. Јас би сакала кога ќе пораснам
видам како ветеринарка за мачиња и кучиња. Јас би сакал пилот да бидам. Ако би биле научници, што би сакале да откриете или измислите? Да откриеме тест некој, да ги знаеме прашањата. Да откриеме некоја нова задача по математика. Да открием нешто за Вселената. Дали докторот има супер херојска професија? Може би. Бидејќи помага на луѓето што се разболени. Јас мислам дека он има супер моди, дека он може сите животи да ги спаси. Ја мислам дека нема, зашто може секој да го направи. Тоа само треба да ги има работите што му треба, а ти да знаеш што треба да прави. Како изгледа вашето лице кога сте многу среќни? Без разлика каква професија ќе избереш, важно е да го сакаш тоа што го правиш и да вложиш труд и посветеност. Твоите соништа можат да станат реалност ако веруваш во себе и продолжиш да работиш на нив секој ден. Затоа, не заборавајте да ги следите своите соништа и да верувате дека секој од вас може да направи нешто прекрасно. До видување, до следното видување.